Добар ден до сите ученици од 9 одделение. Јас сум предметен наставник Жарко Лектовски од Основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковци. Во следните десетина минути, заедно со вас ученици, ќе реализираме онлайн лекција од предметот Географија за 9 одделение. Денеска на репертоар ни е лекцијата за брегова разгранатост на континентот Африка. За да успееме успешно да ја реализираме оваа лекција, на сите вас ќе биде потребно пенкало, тетрадка и карта на свет, а може и атлас. Па ако ги имате потребни да работат ученици, може да започнеме со реализација на денешната лекција. Прво да видиме за африканското копно. Значи, африканското копно според геолошката историја се смета за старо копно изградено од стари карпи. Тоа копно е познато под името Гондвана. Еве ви една карта ученици, значи 30 карта пред 200 милиони години како изгледа светот. Ова е тоа копно Гондвана каде што припада денешниот континент Африка. Еве континент Африка, целото копно Гондвана, ова јужно од екваторот. Или ако сакате повеќе да знаете, че Гондвана име за просторно копно кое се простирало главно на јужната полутопка. Еве во екваторот Гондвана се простира на јужната полутопка. Ги зафаќало денешни територии на Африка, Саудиска Аравија, источните делови на Јужна Америка, Индија и западните делови на Австралија. Ова копно со текот на времето, значи со тие тектонски нарушувања се раздвоило, и така континентите го добиле денешниот распоред и изглед како што ги знаете. Континентот Африка, ученици, значи може да видите на глобус тука, значи има слабо разгрнат брег. Крайбрежните делови најчесто се високи, стрмни и тесни, скоро и да нема заливи, острови и полуострови. Значи првично на поглед се забележува ова. Северниот начин на бреговите на Средоземното море се наоѓаат заливите Сидра и Габесиот залив, како и полуостровите Тунис и Барка. Ова е на север. Сега нешто исклучително интересна работа што треба да ја знаете. Значи, ровот на Африка, тоа е всушност овој дел тука. Значи, има изглед на ров, затоа се вика ровот на Африка. Тоа е полуостров во североисточна Африка, што се наоѓа меѓу Аденскиот залив и Индискиот океан. И на него главно се простира државата Сомалија. Главен град има кој за тие што сака повеќе да научи на Сомалија е градот Могадиш. На бреговите пак на Индискиот океан се наоѓаат Сомалискиот полуостров, што е ова, кој се викаше ровот на Африка, островот Мадагаскар, Коморските, Макаренските и Сейшелските острови, додека на брегот на Атлантскиот океан најкарактеристичен е Гвинејскиот залив, што е овој залив тука. Додека на југот на Африка мерето Добра Надеж, учевме претходно, знаете дека тоа е најјужната точка на земјината, најјужната точка на земјината полутопка, тоа е рекот Добра Надеж. Еве како изгледа овој ред Добра Надеж. Тоа знаете, значи претходно во Христофор Колумб почна да ја открива Африка, значи патува од Португалија, западните делови, стигна до рекот Добра Надеж, па се до Индија. Еве сликовите како изгледа овој ред Добра Надеж и најјужната точка на земјината полутопка. Тоа би било се, ученици, за денешната лекција. За крај од оваа лекција, како од сите останати лекции, знаете дека имате за домашна задача. Денеска за домашна задача, значи ќе имате да напишете каква е бреговата разгранатост на Африка и на карта да ги пронајдете заливите, полуостровите и островите што се наоѓаат околу Африка. Значи на ваква карта една, ќе земете лист пенкало пред вас, пенкало и тетрадка тоа и ќе одговорите, че прво каква е бреговата разгранатост на Африка,
и не карта да ги пронајдете сите заливи, полуострови и острови што се наоѓаат околу овој континент. Кога ќе завршите ова домашна задача, ученици, ви успешно се реализирале денешната лекција. Ви благодарам за издвоеното време. Слушаме во некоја следна прилика. Поздрав до сите.